Власта си купи нови 6 месеци време за тактизирање со Бугарија и одбегнување на нови избори. Ако првопричина беа изборните соочувања во двете земји, па случувањата со иницијативата за доверба на владата и пазарењата со Кастриот Реджепи, каде Заев успеа да обезбеди време од 1 месец. Сега наред е нов период од 6 месеци во кој Заев му направи простор на новиот премиер Ковачевски да преговара и да договара со Бугарија. По Османи и Груби и премиерот во заминување Заев потврдува дека испорачани се одговори до Бугарија за надминување на недоразбирањата, без да конкретизира на што се согласила Македонија. Знаејќи дека еве на 13 се формираше новата бугарска влада и не може да очекувате на 14 Советот за општи работи, каде што присуствуваат министрите да донесат одлука. Јас навистина негувам надеж дека новата бугарска влада со помош на претседателот Радев ќе ги дадат позитивните реакции конечно. Имаме дадено наши одговори, верувам дека се надминати сите недоразбирања, ако стануваат одредени детали ние сме на располагање. Дека власта одбива било какви избори во услови кога повторно извисивме за Европската унија и не ги исполни клучните ветувања за граѓаните, потврдува и министрот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Мојот став е дека на државата во овој момент не се потребни предвремени парламентарни избори, заради тоа што граѓаните веќе се изморени од избори скоро секоја година, а многу повеќе очекува да се сработи нешто на економски план. Секој очекува да направите нешто подобро во економијата, да имаме подобар животен стандард и така натаму, за тоа се треба потребно време да ги реализирате сите тие политики кои што ги имаме. Заев, откако синоќа му ја предаде партиската фотелја на новиот наследник Димитар Ковачевски на чело на СДСМ, изјави оти очекува неговиот наследник Ковачевски да биде идниот премиер, а прв негов успех да биде добивањето датум од ЕУ. Опозицијата пак инсистира на предвремени избори, по сите турбуленции во парламентот да се обезбеди мнозинство и лажните ветувања, дека тоа ќе обезбеди сигурен датум за почеток на преговори. Првиот човек на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски вели дека во ваква ситуација кога државата има разрушен систем, предвремените избори се единственото решение. Колку повеќе коленичи Бујар Османи, колку повеќе коленичи Зоран Заев, толку поголеми ќе бидат барањата од страната на нашиот источен сосед. Не е европска вредност и не е дипломатија ако вие коленичите. Напротив, треба да покажете став и треба да се држите до црвените линии. Тоа е суштината. Да работите дома, да има ниско ниво на корупција, ниско ниво на криминал, а не да ви фаќаат по 1 тон дрога како се шверцува на аеродромите, да не ви фаќаат килограми, стотици марихуана низ Македонија како се шверцуваат. А новата бугарска влада брзо менува ставови. Новиот премиер Кирил Петков најави дека во следните 6 месеци е периодот за конечно решение на спорот, но брзо по ваквата изјава коалиционите партнери побрзаа да го исправат, оти и покрај сите отстапки, ставот кон Македонија не може да биде променет.